Почитувани љубители на кошарката, почеток на пролетниот дел од втората машка кошаркарска лига. Денеска, 27 јануари 2024 година, ќе го посредиме надпреварот помеѓу екипите на КК Тетекс од Тетово и екипата на МКК Куманово од Куманово. Не можевме да посакаме подобар почеток на пролетниот дел со екипа која што е лидер на втората лига на кошаркарската табела со 11 победи од 11 надпревари, и тоа надпреварите ги добива убедливо со 20, 30, 40, па дури надпреварот со нивниот градски ривал го добија со некаде повеќе од 60 поени разлика. Да видиме што може екипата на Тетекс да направи од овој надпревар, како и во првиот дел, така и денеска. Овој пренос го следите благодарение на нашите верни пријатели и поддржувачи. Тоа се пица и кек сервис Јани FM, најдобрата пица и пастрмалија во нашиот град, и секако Vibe Production и кафе, односно Music Bar Vibe. Да ги проследиме првите петорки за екипата на Тетекс: Николовски со број 4, со број 5 Теофиловски, број 9 Шуменковски, број 10 Крстевски, број 12 Василевски. За гостите екипата на МКК Куманово: Јаневски 34, браќата Димитриевски со број 7 и 17, Јовановиќ број 14 и со број 4 Георгиевски. Некои познати имиња кај гостите, со број 34, поранешниот македонски репрезентативец Маријан Јаневски. Мотив да наставува во втората лига сега го представува водењето на овој клуб од страна на нашиот поранешен кошаркарски селектор, освојувачот на 4-то место во Европското првенство во Литванија Марин Докузовски, кој за жал тетовската публика денеска го чекаше да биде на клупата на МКК Куманово од Куманово, но сепак верувам поради некои оправдани причини не е присутен денеска во салата во Тетово. Домаќините не успеа во својот прв обид. Со број 14 сега, први поени запишува и Јовановиќ. Измина 1 минута, 4:0 за гостите. Василевски со број 12, сега Крстевски. Крстевски за 2, убав пробив на Крстевски. Во малку поларни услови во салата 8 септември во Тетово се игра овој надпревар. Околу тоа ќе прокоментирам нешто подоцна, да преследиме овој нов напад на екипата на Куманово. Не градат таму убаво домашните кошаркари. Два пати офанзивен скок на гостите, на крајот Јовановиќ. Фаулиран ќе бидат тоа две слободни фрлања. Број 12 Василевски фаулирал. Додека Јовановиќ ги изведува слободните фрлања, да кажам дека во ова 12-то коло прво од пролетниот дел на сезоната, освен надпреварот помеѓу екипите на КК Тетекс, ТТК и Куманово, МКК Куманово, се сречаваат уште и во Куманово против Мега Баскет, еден дуел на дното. Јаневски со офанзивен скок, четврти негов поен. Јовановиќ успешен само во првото слободно фрлање. Велам, Куманово ја пречекува Мега Баскет дуел на дното. Куманово без победа, Мега Баскет со 2 победи, екипата на Тетекс на предпоследното место. Исто така со 2 победи, односно Мега Баскет е со 3 победи, простите. Маđари го пречекува Водно Санс, исто така денеска. Соколи во Штип играат против вториот тим на МЗТ Скопје. Во Велес во понеделник играат Борец Баскет и Работнички. И денеска Шкупи ги пречекува Ангели. Неуспешен обид на Крстевски, сега Николовски во дуел со еден од браќата Димитриевски. Василевски за 3, убава тројка на Василевски. 5:7.
Искуството го прави своето и Јаневски со нови поени. 6-ти негов поен. Во екипата на МКК Куманово на клупата седи еден прволигашки играч Штерјов. Да видиме сега Теофиловски. Николовски за 3 промашува. Топката ја освои со број 17 Димитриевски. Ово е некој друг Димитриевски. Браќата Димитриевски, мислам се дека со број 6 и 7. Едниот од нив е во игра, а другиот сега е на клупа. Тоа се Роберт и Ренато Димитриевски, кој долго време наступува во првата машка кошаркарска лига за екипата на Гостивар. Меѓутоа амбициите на оваа година на МКК Куманово ги доведе под палката на Марин Докудовски да настапуваат токму во овој град. Иако е средина на сезоната, одигран 11 кола, следуваат уште 11, потоа и плейоф, може да кажеме дека МКК Куманово нема кој екипа да го сопре во тој пат кон првата машка кошаркарска лига. Уште една топка до Јаневски, веќе 8 поен за Маријан Јаневски, популарниот мачки. Василевски предводи нов напад за екипата на Тетекс. Агресивно во одбраната гостите. Јовановиќ со прв фаул. Пет спрема 11 резултатот на семафорот на 6,5 минути до крајот на првата четвртина. Николовски уфрла топка. Теофиловски. Јаневски му прави блок. Теофиловски сега против Маријан Јаневски. Со број 14 Јовановиќ. Со број 4 во шут за 3 поени беше Георгиевски. Сега на спротивната страна Николовски. Убава акција Николовски. Први негови поени. Димитриевски. Со број 17 уште еден Димитриевски. Сега Маријан Јаневски во дуел со Бранко Јаневски. Удвоен, убаво вади надвор. Неуспешен таму. Неуспешен беше таму со број 17 Димитриевски, но повторно топката некако се најде во неговите раце. 7 спрема 13. Николовски. Николовски губи топка. Агресивно чекори се ова. Како може ова да не го видат судиите на овој надпир, не ги кажа, тоа се Димовски, Јовановски и Никочевиќ, судиката Никочевиќ. Не, се извинувам, тројца машки суди. Значи, Димовски прв судија, Јовановски втор, Никочевиќ трет судија. Имаше и една судивка Никочевиќ. Значи, по учебник направи чекори Маријан Јаневски, па и кој да било да направи чекори, тоа се суди. Но нивото на судењето сигурно е на нивото на лигата. Затоа не треба многу да замераме. Сега за 2 Шуменковски убаво. Шуменковски најпрви се ослободи од неговиот играч со скок шут, ги постигнува и он првите поени. Со број 17 со елементи на чекори повторно Димитриевски. Неуспешен со број 14 Јовановиќ. Повторно Димитриевски со топ.
Не беше ресетиран часовникот за 14 секунди. Очигледно проблеми на записничката маса и проблеми традиционални во тетово со семафорот и со оние мали семафори за 14 секунди. Како што гледам, уште 6 секунди, но пред тоа имаше шут на гостите и освоена топка, че треба да има 14 нови секунди. Така е поправено времето сега на оние мали семафори што означуваат колку време останува до крајот на нападот. Јаневски. Удвоен Јаневски. Промашува од непосредна близина Јовановиќ, убава асистенција беше на новлезениот играч со број 8 Стошиć. За 3 поени неуспешен Теофиловски, но последен со топката играше Маријан Јаневски. Ги распоредила домашниот тренер Никола Ристовски кошаркарите. Како беше овој пас на Василевски? Јаневски. За момент краде топка тамо Николовски. Стошиć сега. За 3 поени неуспешен. Висок скок на само контра. Мислам дека прво ја допре топката таблата, па после тоа имаше блокада од страна на и еве судијата Димовски се заканува дека ќе додели техничка грешка, но реакциите се затоа што мислам дека поените требаше бидат признати. Топката најпрво ја допре таблата, па потоа Роберт и Ренато Димитриевски, не ги разликувам сега браќата близнаци во редовите на МК Куманово, со блокада, односно неправилна блокада ја ги сопре поените на Тетекс. Тоа не го видеа судиите, реагира домашните кошаркари и многобројната на овој надпревар публика во салата 8 септември во Тетово. Но на крајот добивме само закана од првиот судија Димовски. Резултатот на семафорот на 3 минути и 30 секунди до крајот на првата четвртина, 9:15. Ова е вистински момент да подсетиме дека спонзори на овој пренос се Пица и кек сервис Јани ФМ, највкусната пица и пастрамалија во нашиот град. Нарачувате на добро познатиот телефонски број 075 909 000 и секако Music Bar Vibe. Младите знаат зошто најдобрата забава во текот на викендот е токму во Music Bar Vibe. Поминете прекрасно време со вашите пријатели токму во прекрасната атмосфера на Music Bar Vibe. Убедливо Маријан Јаневски кај гостите најефикасен во досегашниот тек на надпреварот со 8 поени. За прв пат во игра и Славиша Јаневски. Него следеше ово додавање Теофиловски. И нова изгубена е топка на екипата на Тетекс. Нов напад за гостите и можност да го зголемат водството. Димитриевски. Убаво краде тамо Николовски, но само за момент. Јаневски. За 3 Стошиć. Влезе некако оваа топка, тројка на Стошиć. Први негови поени. 9:18.
Теофиловски. Јаневски сега за 3. Излегува оваа топка. Висок скок на Шуменковски. Ќе биде тоа 2 слободни фрлања за Шуменковски. Еве кај гостите сега за прв пат во игра влегуваат Кралевски со број 3 и Штерјов со број 9. Двајца прекалени играчи, искусни, посебно кога зборуваме за Штерјов. Помина доста клубови Штерјов во нашата лига. А Шуменковски успешен во двете слободни фрлања, 4-ти негов поен. 11-18. Кралевски. Штерјов во обид да прими топка. За момент пресекува Славиша Јаневски. Уште 15 секунди до крајот на овој напад. Кралевски со број 17, тоа е Димитриевски. Стошич до Штерјов. Штерјов се признаваат поените, че има и дополнително слободно фрлање, иако претходно се заборави едно 7-8 секунди во рекетот на екипата на Тетекс, градејќи позиција. Но судиите не го видоа тоа. Не знам зошто многу превиди има. Обично во Тетово суди скопска судиска тројка. Многу превиди има или имаше некое тенденциозно судење кога екипата на Тетекс играше против некоја скопска екипа. Сега не знам зошто би им давале предност на гостите од Куманово. Како на почеток на овој натпревар, кога очигледни чекори не му беа судени на Маријан Јаневски, а Бранко Јаневски за екипата на Тетекс со први негови поени и тројка намалува на 14 спрема 21. Димитриевски за 2. Неуспешен Димитриевски, висок скок на Штерјов, гради позиција, но на крај вади до Кралевски. Уште еден висок скок на Штерјов. Екипата на Тетекс се влезена во бонус, ќе биде тоа 2 слободни фрлања. Веќе трета лична грешка на Бранко Јаневски, ако е точна мојата статистика. Ја и на почетокот реков дека тоа се 2 слободни фрлања затоа што екипата на Тетекс го имаше исполнето бонусот. Добро на записничката маса од трибините се гледа дека е подигната четворката за исполнет бонус, но тројца судија никој тоа не го забележа се. Понекогаш се трудам да не го коментирам судењето, но што би кажале за нешто вакво. Успешен во едно слободно фрлање само Штерјов. 14-22. Славиша Јаневски во дуел со Стошич. Некако топката пак до Јаневски, сега на крајот од непосредна близнина промашува Теофиловски. Јаневски. За 3 Ценовски. Тројка на Ценовски. 17 спрема 22. Јаневски излегува надвор од игра, Крстевски внатре. 3 лични грешки има Јаневски. Треба да се
до крајот на надпреварот повнимателно со тие лични грешки. Добар отпор пружа екипата на Тетекс во овие први 9 изминати минути во првата четвртина. 17-22. Со број 4 Георгиевски. Со број 8 оставен само од непосредна близина, двајцата играчите на Тетекс го удвојува тамо Штеров подобрачот, но Стошич го користи тоа со неговиот 5 поен. Претходно постигна една тројка. Теофиловски. Крстевски. Теофиловски. Сам за 3 Теофиловски. Постигнува тројка и Теофиловски. 20-24. Добро е што ги служи домашните шутот во оваа прва четвртина. Да гледаме колку толку понеизвесен надпревар. Георгиевски, Стошич. Стошич сам промашува. Контранапад, сам е во контра Шименковски. Но е само -2 екипата на Тетекс на 5 секунди до крајот на првата четвртина. Кралевски сега за 3. Излезе оваа топка. И крај на првата четвртина. Доста интересна прва четвртина. Предпоследно пласираниот тим на екипата на КК Тетекс со лидерот на табелата непоразениот до сега Макака Куманова, резултатот по првиот дел 22-24. Ние уште еднаш да подсетиме дека овој пренос го следите благодарение на нашите верни пријатели поддржувачи Music Bar Vibe, најдоброто место за уживање во нашиот град. Младите знаат зошто дека најдобрата забава се случува токму во Music Bar Vibe. Music Bar Vibe кој прерасна во Vibe Production за сите припаднички на понежниот пол, едно изненадување за не за 8 март, туку ден потоа на 9 март во Скопје, во Македонската опера и балет гостува Иван Босилчич, мажот на Јелена Томашевиќ, која што имаше прекрасен концерт во јануари, организиран токму од Music Bar, односно од Vibe Production, се извинувам. Така да картите се веќе пуштени во на Ticket X, може слободно да си купите влезница. И секако пица и кек сервис Јани FM, највкусната пица и пастрамалија во нашиот град. Нарачувате на добро познатиот телефонски број 075-909-000. Освен пица и пастрамалија може да си нарачате превкусни благи. Може да секој работен ден да си нарачете или да си земете од пица и кек сервис Јани FM и домашно сготвено јадење за ручек. Сето тоа секако кај најдобрите во градот пица и кек сервис Јани FM. Вредно е да се коментира и тоа дека вториот дел на сезоната во втората кошаркарска машка лига започнува во јануари месец и замислете некаде на почеток средина на април месец ќе заврши регуларниот дел на сезоната, до крајот на април некаде ќе заврши и плейофот во втората машка кошаркарска лига. Во мај, јуни месец нема да се игра кошарка. За овие млади кошаркари на кои што им требаат надпревари, ги играат надпреварите во едни поларни услови како што е денеска денот. Наместо лигата да почнува некаде крај на февруари, почеток на март и да се игра март, април, мај месец, кога се играат и најголем дел од првенствата во Европа, кога се игра во мај месец игра и Final Four на Евролигата. Во мај и јуни месец се игра плейофот во NBA. Најголем дел од првенствата по тој Final Four во Евролигата подоцна продолжуваат со плейофите во сопствените првенства, сите лиги завршуваат некаде средина на јуни месец. Тука не знам како некои одлучуваат лигата да се игра во средина на октомври, ноември и декември месец, едни најладните месеци, и јануари, февруари, март месец. Микаел Ценовски беше фолиран во шут за 3 поени, искористи само 2 слободни фрлања и го израмнува резултатот на 24-24. Краде екипата на Тетекс уште една топка во контранапад. Ценовски фаулиран.
Чисти фаул. Ма не знам што дополнително да коментирам. Многу добро може да гледате. Овој пренос оди во живо и на сајтот на Македонската кошаркарска федерација, но вие ќе имате ексклузивна можност да го гледате на YouTube каналот, каде што и секогаш ги гледате надпреварите на КК Тетекс, на YouTube каналот на Тетовски спорт. Продолжува надпреварот. За 2, штета излегува оваа топка, Шуменковски биеше за 2. Кралевски. Стошич, сам Кралевски за 3. Нема тројки. И скок на Теофиловски таму. Во одбрана екипата на Тетекс до сега, како што можам да забележам, ги остава, го покрива рекетот, се собира во рекета, ги остава гостинските кошаркари повеќе да бијат од далечина. Убава асистенција на Јаневски до Крстевски. Крстевски промашува. Сега во игра се кај екипата на МКК Куманово. Во овој момент се и Маријан Јаневски и Штериов. На позициите се извинувам, центар и крилен центар. Подпомогнати од еден од браќата близнаци Димитриевски од Гостивар. Едниот од нив со број 6 до сега ми се чини дека не влегуваше во игра. Со број 14 Јовановиќ фаулирана, притоа постигнува поени и го враќа воството екипата на МКК Куманово. Не му пречат овие негодување од тетовската публика на Јовановиќ, го запишува шестиот поен. 24-27. Ѓорчевски. Ѓорчевски против Димитриевски. Асистенција до Теофиловски. Повторно излегува топката од обрачот. Стошич најприсебен. Димитриевски. Штериов сега. На топка стартуваше Теофиловски, но тоа го карактеризира судијата Димовски како фаул, камо вака да ги санкционира сите допири на спротивната страна со прекршок. Како и да е, измина 2 минути од втората четвртина, 24-27. 2:3 до сега во оваа втора четвртина. Но Штериов е на линијата за слободни фрлања. Не го гледате тоа. Судијата Димовски е во разговор со тренерот Никола Ристовски. Повторно судијата Димовски наметнува некако авторитет. Не знам зошто е тоа потребно. Судиската тројка треба да си ја заврши својата работа. Штеров успеше само во второто слободно фрлање. 24-28. Крстевски. Теофиловски. Јаневски. Теофиловски. Очигледен беше овој прекршок Јан Јановиќ. Треба да има 2 слободни фрлања. Така е. При обид за постигнување на поени беше овој фаул. Најавата на овој надпревар и од страна на екипата на КК Тетекс и од YouTube каналот на Тетовски спорт и Facebook страната на Тетовски спорт беше дека
И тетовската публика очекуваше да го видиме тука поранешниот македонски селектор Марин Докузовски на клупата на МКК Куманово. Да го поздравиме овој искусен стручњак, но поради некоја причина не е присутен денеска во салата во Тетово. Веруваме дека не се работи за некоја болест и здравствена причина, секако. Штериов сега. Јовановиќ, Јаневски. Фаулиран тамо, поените важат. Тоа беше со број 17 Димитриевски. Очигледен кош фаул. Излегува Штериов, на негово место со број 4 Георгиевски. Со петиот поен на Димитриевски, резултатот на семафорот 26-31. Крстевски, Јаневски, Славиша Јаневски, убава асистенција, Ѓорчевски не ја прифати добро оваа топка за да ја заврши акцијата како што треба. Сега Димитриевски за 3, кратко е тоа, се виде. Крстевски малку заглави, фаулиран од еден од браќата Димитриевски. Не знам дали е тоа Роберт или Ренато. Не знам зошто се бунат гостинските кошаркари. Скоро секој контакт во рекетот на Тетекс од страна домашните кошаркари беше санкциониран со фаул. Сега мислам непотребно се буни гостинскиот тим. Николовски до Теофиловски. Теофиловски на второ обрач. Убави поени на Теофиловски. Пробива таму со број 4 Георгиевски, први негови поени. 28-33. Јаневски. Славиша Јаневски се. Уште 10 секунди до крај на овој напад. Јаневски ја губи топката. Димитриевски краде. До крај Димитриевски промашува. Теофиловски сега за 2. Промашува и тој, но за момент ја украде оваа топка. Ќе биде тоа нов напад за екипата на МКК Куманово. Измина 4 минути од втората четвртина. 6-9 во оваа четвртина. Скромна со поени. За разлика од првиот, заборавен сам како дух Маријан Јаневски во рекетот кај екипата на Тетекс. И тој е прв играч со двоцифрен број на поени на овој надпревар. 10 поени за Маријан Јаневски. Овој тајмаут е вистинска можност уште еднаш да кажеме дека спонзори на овој пренос се нашите верни пријатели и потржувачи, најдобрите во градот. Пица и кек сервис Јани ФМ, највкусната пица и пастрамалија во нашиот град, нудат и домашно сготвено јадење секој работен ден и секако превкусни благи. Нарачувате на добро познатиот телефон 075 909 000 и секако Music Bar Vibe, односно Vibe Production. Во кафичот Vibe поминете го најдоброто можно време во прекрасна атмосфера, со прекрасен персонал
и секако Vibe Production кој што скоро секој месец ви нуди некој настан во Скопје. Веќе големи настани имаше организирано од Music War Vibe. Еден од најголемите беше минатата година концерт на Црвена јаболка во салата Јане Сандански. Потоа стендап комичарот Неша Бриджис во Македонската опера и балет. Концертот на Јелена Томашевиќ во Македонската филхармонија и она што не очекува на 9 март, посебно за припадничките на понежниот пол. На 9 март во Македонска опера и балет гостува Иван Босилчич. На време обезбедете си карта на ticketix.mk. Нов напад за екипата на Тетекс. Теофиловски за 2. Фаулиран од страна на играч со број 17, тој е Димитриевски, втор негов фаул. Го оттурна од себе. Преагресивен беше во одбраната Димитриевски. Можност екипата на Тетекс да се врати повторно на -5. Успешен во првото слободно фрлање. Осми и девети поен на Теофиловски во досегашниот тек на надпреварот. Најефикасен кај домашниот тим. Димитриевски, Јаневски, фаулиран од Теофиловски. Зицер позиција промашува Јаневски. Една иста акција играат екипата на Куманово, не знам како тоа не го увидеа до сега домашните кошаркари. Играч на страна прима топка, тамо подобрачот се прави блок за Јаневски, ја прима топката во непосредна близина на кошот и лесно поентира во најголем дел на обидите, затоа има 11 поени до сега, еднаш успешен во овие две слободни фрлања. Василевски повторно игра кај екипата на Тетекс. Убава асистенција до Теофиловски. Штета! Многу штеднаш Теофиловски. Сега вади до Шуменковски. Шуменковски за 3. Не прецизен и тој. Штета, можеше повторно да имаме намалување на водството на Куманово. Димитриевски. За момент краде таму Василевски. Лесно положува Јаневски. Искуството го прави своето. Бранко Јаневски. Теофиловски. Побар се, треба да игра 1-1. Шутира за 3. Си поигра топката на обрачот. Краде топка тамо. Шуменковски имаше фаул. Тука од Димитриевски не суди ништо судијата. Жива топка му украде Шуменковски на искусниот Димитриевски. Јаневски. Кошот не треба да важи. Со број 11, четврта лична грешка на Бранко Јаневски, ако не се лажам. Теофиловски излегува, му треба и нему одмор. Повторно Јаневски на линијата за слободни фрлања. Овој пат Јаневски успешен во двете слободни фрлања. Тридесет и 42-40.
на 4 минути до крајот на втората четвртина. Василевски. Блок му прави Јаневски. Василевски. Николовски сега. Николовски до Јаневски. Бранко Јаневски за 3, втора негова тројка. 6 поени. 35-40. Штета имаше екипата на Тетекс уште неколку зицери. Неуспешен таму Димитриевски. Сега Николовски во. И му треба 2 секунди да суди фаул во напад. Судијата Никочевиќ. Втор фаул на Николовски. Добро, на граница беше ова. Дали да суди фаул напад или не. Да не ги критикуваме и до толку судиите. Сега видоја фаул на Славиша Јаневски во борба за позиција со Маријан Јаневски. Ќе бидат тоа нови 2 слободни фрлања за популарниот Мачки. Висока парабола, но непрецизен во првото. Шеснаести поен на Маријан Јаневски. 35-41. Конечно досуден фаул на играч со број 14 Јовановиќ. Не еден, туку 3 фаули имаше во овој напад. Не знам зошто Славиша Јаневски, искусен кошаркар, долгогодишен кошаркар, падна на провокациите на Јовановиќ, кој излегувајќи требаше има замена или да прими некој совет од тренерот, доби техничка грешка. Да, и замена. Јовановиќ, на негово место влегува Стошиќ. Да кажеме дека во овој пролетен дел, во оваа втора полусезона, во втората машка кошаркарска лига, за екипата на Тетекс потпиша искусниот гостиварчанец, уште еден гостиварчан во екипата на Тетекс, тој е Слободан Михајловски. Пред некој ден не го гледаме на овој надпревар, сигурно ќе му биде потребен одреден период малку да влезе во ритам со неколку тренинзи, па се надеваме дека за еден или два надпревари ќе го гледаме повторно во дресот на КК Тетекс. Од исклучително значење беше неговото искуство минатата година во третата машка кошаркарска лига, која екипата на Тетекс го освои првото место. На овој состав на екипата на Тетекс, значи, недостасува еден таков играч. 35-42. Славиша Јаневски неуспешен во двете слободни фрлања. Претходно техничката со едно слободно фрлање ја искористи Маријан Јаневски. Димитриевски. Мислам дека сега највеќе имаше фаул таму. Поените треба да важат, така е. Шуменковски поентира, а имаше лична грешка од Стошиќ. 2,5 минути до крајот на полувремето, 37-42. Се уште екипата на Тетекс е во резултатски приклучок. Навистина, на овој надпревар настапува и без Крсте Вапски, еден значаен кошаркар за екипата на Тетекс, посебно во борбата под
обрачите, но и овие момци кои што денеска се на теренот максимално се борат против фаворизираниот противник. 11 поен на Шуменковски, прв со двоцифрен број на поени. Со број 4 газеше ле на линијата таму Георгиевски. Едниот судија покажа 2, едниот 3 поени. Резултатот на семафорот регистрира 3 поени. Сега тука нема на тајм-аут да прегледуваат снимка судиската тројка, освен тука кај нас во преносот, но ајде како и да е. Го посака среќата Ценовски во првото слободно фрлање. 2 минути до крајот на втората четвртина. 40 спрема 45 повторно во игра Теофиловски. Димитриевски. До другиот Димитриевски за 3, неуспеш. Убаво се борат тамо домашните кошаркари, го градат обрачот. Сега Василевски може да оди до крај. Штета. Фаулиран Јаневски. Не знам зошто Јаневски се заканува кон младиот Шуменковски. Фаулиран беше, можеби малку погрубо, тука се судиите да оценат дали тој фаул беше можеби неспортски, а Јаневски се сврте кон младиот Шуменковски. Јас го слушам што му рече, тоа е недолично однесување, но како и да. Продолжуваме понатаму, нека биде тоа во жарот на спортската игра. Јаневски успешен само во второто слободно фрлање. 46-40 минути и пол до крајот на полувремето. Теофиловски предводи нов напад. Фаулиран Теофиловски. Димитриевски се буни за овој фаул. Ова беше очигледен фаул, не знам зошто. Еден од брачата близнаци Димитриевски се буни. Значи, при обид за постигнување се слушна ударот дури на раката на Теофиловски. Една ваква екипа со вакви играчи на МК Куманово да наместо да гледат да одиграат максимално можно, да пресуди нивниот квалитет и искуство, тие се во постојана расправија со судиите. Овој тим на екипата на Тетекс за сега им прави проблеми, па може и тоа е нервозата кај гостинските кошаркари. Теофиловски успешен во трите слободни фрлања и за техничката грешка и за фаулот. Сега во дуел под гостинскиот кош Крстевски го фаулира Јаневски, овој повторно нешто му дофрлува.
коментатор на овој надпревар. Со вас уште еднаш денеска сум јас, Чеде Јанчевски, поранешен кошаркар на КК Тетекс. Како не сум сега во дресот на КК Тетекс, да изиграм некоја минута тука на паркетот. Па да видам на домашен терен дали може и дали би признал било каков авторитет на паркетот. 45-47, тоа е причината за нервоза кај популарниот мач. Подобрачот гледам како дели лакти, но Шуменковски краде топка. Уште еднаш фаулиран. Не го гледаат тоа судиите, сега Крстевски, Николовски. 30 секунди до крајот на првиот дел, 5 секунди до крајот на нападот. Николовски сам, неуспешен со 2, но Крстевски може да ја чува топката скоро до крајот на надпреварот. Не, разликата е 8 секунди со семафорот. Сега Теофиловски. Фаулиран, штета не влегува оваа топка. Че го израмнеше резултатот за малку Теофиловски. Фаулиран од Јаневски. Треба да продолжат вака домашните кошарка и во вториот дел. Да не се плашат и да не признаваат никакви авторитети, дури да не се извинуваат, но што ќе го кажат многу поискусните со прволигашко искуство играчи на екипата на МКК Куманово. Теофиловски. Неколку пати вака топката се поигра на обрачот. Теофиловски успешен само во второто слободно фрлање и само еден поен предност за екипата на Куманово. 46-47. Теофиловски најуспешен кај домачините со 13 постигнати поени, со 11 е Шуменковски. Стошич, Јаневски. Јаневски со елементи на Чекор и Димитриевски промашува сега за 3, неуспешен. Ценовски од повеќе, од половина терен и со резултат 46-47 го завршуваме. Ја завршуваме во втора четвртина, односно првото полувреме на, би рекол, исклучително интересниот надпревар. Никој не се надеваше дека може екипата на КК Тетекс на гостинскиот тим, непоразениот тим на екипата на МКК Куманово да му пружи ваков отпор. Нека биде интересно и во вториот дел како што беше и сега. Кај домачините со 13 поени најефикасен Теофиловски, со 11 Шуменковски, со 7 Ценовски, 5 поени постигна 6 поени постигна Бранко Јановски, 3 поени Василевски, 2 поени Крстевски, 4 поени Николовски, кај гостите најефикасен Јаневски со 19, Штериов 5, Димитриевски, Роберт или Ренато, не знам, с 2 поени, Георгиевски 5, Стошич 5 поени, Јовановиќ 6 и другиот Димитриевски 5 поени. Со коментар ние се враќаме повторно за кратка пауза. Повторно сме со слика во салата 8 септември во Тетово. Очекуваме старт на третата четвртина. Првото полувреме заврши со резултат 46-47, само еден поен предност на екипата на МКК Куманово. А овој пренос го следите благодарение на нашите верни пријатели, поддржувачи Пица и Кейк сервис Јани FM и Music Bar Vibe. Прв напад за гостите, краде топка Теофиловски. И прво водство за екипата на Тетекс на овој надпревар, 48-47. Со 15-тиот поен на Теофиловски. Се удвојува тука Јаневски. Фаулиран од Крстевски. Ќе бидат две слободни фрлања за Јаневски. Во првото полувреме следевме исклучително борбен, резултатски неизвесен надпревар. Младите кошаркари на екипата на Тетекс не само што пружат достоен отпор, туку
Се рамноправен противник на овој натпревар. Јаневски успешен само во второто слободно фрлање, 20 негов поен, шутира некаде со 50% од линијата за слободни фрлање на овој натпревар. Губи топка Николовски. Димитриевски промашува, но во вториот обид играчот со број 4, тој е Георгиевски, 7 негов поен. Теофиловски. Се отвара таму Василевски. Неправилно поставен блок на Крстевски. Многу брзо загубија две топки домашните кошаркари. Измина веќе првата минута од второто полувреме. И Крстевски е оптеретен со фаули. Мислам дека тоа е трет негов фаул. Повторно Бранко Јаневски е во игра. Колку толку тој може да му парира на Маријан Јаневски. Промашува таму со број 4 Георгиевски. На крајот во борба за топка Јовановиќ играше последен со топката, или пак компромисно им беше доделен следниот напад на екипата на Тетекс. Василевски. Вади до Јаневски, овој за 3. Непресизен Јаневски. Провоцира тамо Димитриевски. Контранапад. Димитриевски. Во дуел со Шуменковски. Јаневски сега прима топка. Јаневски фаулиран од Теофиловски. Техничка грешка за клупата на Тетекс, техничка грешка за Димитриевски, не знам што му е на денеска надпреварот на играчот со број 7. Паметам дуели на екипата на КК Тетекс со екипата на Гостивар, кога браќата Роберт и Ренато Димитриевски настапуваа за токму за Гостивар. И тогаш не беа нешто посебно во нивното однесување. Се сеќавам на еден коментар кога бев играч на Тетекс, се сврте Димитриевски кон купата на Тетекс. Не нарече со погардни зборови нешто како дива лига. Ова нема нигде и такви беа коментарите тогаш. Сигурно нешто слично се случува и сега. Исправно тамо тренерот на гостите го повлекува од игра. Реков во првото полувреме една ваква екипа на МКК Куманово со овој ростер, кога во екипата ги имаат еден Маријан Јаневски, еден Штериов, браќата Димитриевски и останатите кошаркари кои што гледам дека се на едно достојно кошаркарско ниво за втората кошаркарска лига. За момент прекинав со коментарот, гледам што се објаснува таму. Мислам дека овде во мојата статистика е 4-та лична грешка, но поради техничката грешка, ова е еден од судиите му кажува дека може да се упати во соблекувалната на гостите, или тука верувам дека тука во потребинскиот простор ќе остане да го следи на некој начин овој надпревар до крај Димитриевски.
имаме некој прекин сега очигледно. Некој судиски тайм-аут, дали... Еве, сега и припадници на полицијата се на терен, не знам зошто. Дали некој чувствува небезбедност од актерите на овој кошаркарски натпревар, не знам, но двајца припадници на полицијата се позади записничката маса. Наистина не мислам дека нема потреба од такво нешто. Барем помеѓу двете клупи на КК Тетекс и на КК Куманово нема ништо спорно. Сега малку на теренот е натпреварот се игра во со еден жар, би рекол, со еден натпреварувачки ритам кој што на моменти заради борбеноста и желбата натпреварот е прекинан затоа што не работеше семафорот за 24 секунди, не паради нешто друго. А дали имаше некаков дуел вамо, искрено да ви кажам, не дека сакам да скријам нешто, но искрено да ви кажам дека не забележав. Играчот со број 14, Јовановиќ, се најде таму на ова подлога. Че има измена. Мислам дека му потече, имам малку крв на носот, сега не можам добро да забележам. А верувам дека за кратко време Јовановиќ може да го продолжи напред, дека не е ништо сериозно. И да го продолжам коментарот од претходно, верувам дека во жарот на борбата немаше до сега на теренот некој толку намерни прекршоци или неспортски потези за да натпреварот премине во некоја друга насока. Сега суден фаул во напад на Василевски. Веднаш изваден од игра. Славиша Јановски на негово место. Димитриевски сега со број 5. Таму е Стошич. Блок му прави Јанески. Стошич до крај. Блокиран од Бранко Јанески. Славиша. Теофиловски против Стошич. За момент ја загуби топката. Сега Бранко Јанески. Славиша Јанески, 3 секунди до крајот. Непрецизен. Ја спаси оваа топка Стошич. Нов напад за екипата на Куманово. Со број 4 Георгиевски промашува. Скок на Јанески и 24 поен веќе на Маријан Јанески. Се гледа дека екипата на МК Куманово на полувреме имале некој разговор за посериозно да го сватат овој натпревар и се гледа и поагресивна игра кај нив. Но најдобар одговор на тоа е оваа тројка на Шуменковски. 14 поен на Шуменковски. Димитриевски, Јаневски, Стошич комбинираат на врвот на линијата за 6.75, повторно Стошич. Се заборави во рекетот 10 секунди таму Јаневски, од кога влезе. И нов фаул. Тоа и се бунат сега браќата Јаневски, затоа што
Маријан Јаневски, популарниот мачки, си градеше позиција повеќе од 5 секунди во рекетот на Тетекс. До сега ни еднаш не беа судени тие 3 секунди во рекетот на Тетекс, но што е тука? Го посака среќата во првиот шут. Неуспешен во второто слободно фрлање, како по традиција на овој натпревар со 50% шут. Теофиловски сега. Теофиловски сам до крај. Штета, промашува положување. Стошич. Димитриевски, Георгиевски, лесни два за екипата на Куманов. Ја сопира оваа серија. Добар тайм-аут на домашниот тренер Никола Ристовски, 9 поен на Георгиевски. Одлична можност ние да кажеме дека овој возбуден натпревар го следите благодарение на нашите верни пријатели поддржувачи Пица и Кек сервис Јани ФМ, највкусната пица и пастрмалија во нашиот град. Може да си порачате секој работен ден и домашно сготвено јадење. Во петок тавче гравче. Може да порачате и мусака, може да порачате пилешко со ориз, може да си порачате грашок. Секој работен ден ново домашно сготвено јадење. А сето тоа го поручувате на добро познатиот телефонски број 075-909-000 и секако пице и секако Music Bar Vibe. Младите знаат зошто Music Bar Vibe е најдоброто место за уживање во нашиот град и во текот на викендот местото на најдобра забава. Music Bar Vibe кој што прерасна во Vibe Production. Наредно нешто што ви го нуди е токму концертот за припадничките на понежниот пол, кога убаво ќе си поминат за 8 март на 9 март во Македонската опера и балет да го следат концертот на Иван Босилчич. Продолжува надпреварот. И веднаш нова изгубена топка на екипата на Тетекс. И можност ова водство да го зголемат гостинските кошаркари. 51-57. Јаневски. Асистираше Јаневски до Стошич. Овој успешен за 2. И ова се први поени на Стошич. Искусно краде топка Маријан Јаневски. Николовски. Шуменковски. Бранко Јаневски. Неуспешно додавање до Теофиловски. Уште еднаш Стошич, фаулиран од Шуменковски. Многу брзо гостинските кошаркари направија двоцифрена предност, 51-61. Штета. Може би рекордна гледаност во салата 8 септември при економското училиште во Тетово. До сега следеа изравниот надпревар резултатски, како да позастана малку домашниот тим во овие моменти. Но би рекол, тоа е и благодарение на пристапот во игра во второто полувреме на гостите. Може би на полувремето, доколку поранешниот селектор Марин Докузовски го следи овој надпревар директно на сајтот на Македонската федерација, им се јавил и им поделил некој совет. Тоа може да е и многу веројатно. Фаулиран Теофиловски. Тетекс го има исполнето бонусот, као што гледам на екипата на Куманово не, тоа ќе биде топка од страна. Излегува Николовски, на негово место Ценовски.
Неуспешен Теофиловски. Јаневски. Неуспешен Јаневски. За малку не успеа да ја спаси оваа топка Крстевски. 4 минути и 12 секунди до крајот на третата четвртина, 51-62. Јаневски прима топка. За два, излегува топка од обрачите. Уште еднаш, но уште еднаш Јаневски. Уште еднаш промашува. И конечно Василевски со скок. Од овој натпревар мора да се гледа добро дека во продолжението на првенството од исклучително значење ќе биде присуството на Слободан Михајловски, популарниот Цобе, во дресот на екипата на Тетекс. 16 поен на Шуменковски, намалува на 53-62. Василевски во дуел со Димитриевски. Јаневски сега за 3. Нема да биде ток, прекратко се виде. Димитриевски уште еднаш. Стојановски со топка. Леворакиот Стојановски за 3. Овој во бунар. Уште 2 секунди до крајот на нападот. Истече времето. Не се огласи сирената. Штета, Шуменковски губи топка, но последен со неја играше Кралевски. Екипата на Тетекс ќе продолжи во напад. Шуменковски излегува во игра, на него место ветеранот Ѓорчевски. Само 7 поени за 7 минути игра постигна Чекори се ова на Василевски. Така е моето кошаркарско знаење, кога нешто е очигледно, треба да пофалиме и правилна судиска одлука секако. Димитриевски. Лесно го поминува Василевски, сега Штошич, Димитриевски. Јаневски 10 секунди во, ја не знам, суден беше фаул на Ѓорчевски, но Јаневски повторно едно 7, ајде не 7, али 5-6 секунди градеше таму позиција во рекетот на Тетекс и ќе бидат тоа нови 2 слободни фрлања на Маријан Јаневски. Во наредните напади ќе се обидам за вас да ги бројам секундите во рекетот на Јаневски. Нема толку да ја коментирам играта. А може би тоа нема да го правам, затоа што Јаневски ќе биде заменет од страна на Штерјов. Го оставаме тоа за последната четвртина. 53-64. Држат овие 10 поени предност гостите од Куманово. Теофиловски. Убав дриблик на Теофиловски, како го помина Стошич, поентира, а фаул направи таму, мислам дека играш со број 14, односно број 2. Број 2, тоа е Стојановски. 17 поен на Теофиловски. Успешен и во дополнителното слободно фрлање Теофиловски. 56-64, 8 поени предност за Куманово. Штерјов. Димитриевски. Стојановски ова. Жива топка му краде Ценовски таму. Ценовски, па конечно добро. Добро, имаше 1-2 фаули тука. Може би зачекаа судиите, дадоа некоја предност, дали да ќе заврши Ценовски оваа контра или не. На крајот фаулиран, а се уште не се во бонус. Гостинските кошар не го исполниле бонусот гостинските кошаркари. Славиша Јаневски.
Ценовски за 3. Штета не влегува ова. Непотребен фаул на Теофиловски, затоа што екипата на Тетекс се во бонус и ќе бидат тоа 2 слободни фрлања. Јовановиќ неуспешен во првото слободно фрлање. Јовановиќ неуспешен во двете слободни фрлања, на крај испадна добар фаул на Теофиловски. 2 минути на крајот на третата четвртина. 17-10 за Куманово. Во оваа четвртина 17-10 за екипата на Куманово. Повторно фаулиран Теофиловски. И мислам дека ова е четврта лична грешка во оваа четвртина на гостинските кошаркари од наредната, така е, ети тоа го забележувам на записничката маса, од наредната ќе бидат тоа 2 слободни фрлања. Сега Крстевски храбро влегува и постигнува поени. Четврти поен на Крстевски, скромен овој надпревар, 58-64. Стошич сам оставен таму, промашува. Штериов до Јаневски. Требаше да им бројам секунди во рекетот. Си комбинира Штериов и Јаневски како некогаш Данкан и Робинсон, како кулите близначки се тука во рекетот на Тетекс. Ценовски прифаче, Јаневски, Крстевски сега Јаневски. Јаневски за 2, фаулиран Јаневски. Очигледен беше прекршокот на играч со број 14, Јовановиќ. На 1 минута до крајот на третата четвртина, 58-66. Заслужен одмор и за Теофиловски. Повторно во игра Николовски, кај домачините секако. Успешен Јаневски во првото. Штета неуспешен во второто слободно фрлање. Прв поен на Јаневски. Точно 1 минута до крајот на третата четвртина. Прима Штериов тука топка под кошот. Лесно Штериов погодува. 7 негов поен. Крстевски за 3. Не е прецизен. Димитриевски. Јаневски 1, 2, 3, 4 секунди Штериов во рекетот. Каква рампа на Ценовски таму, но на крај топката завршува во рацете на Штериов. Крстевски, Ценовски, 59-70 на брзина, повторно го враќаат воството 11 предност гостите. 10 секунди до крај. Николовски. Фаулиран од Штериов. Ќе бидат тоа 2 слободни фрлања, веќе го исполнија бонусот кошаркарите на МКК Куманово. 5 секунди до крајот на третата четвртина. Штета за толку промашени слободни фрлања на домашните кошаркари. Има и гостите, пред се Јаневски. Стошич за 3.
Неуспешен Стошич. Со резултат 59-70 завршува третиот период. Или само во третата четвртина резултатот 13-23. Има 1 поен предност на полувремето, сега имаат 11 предност гостинските кошаркари. Ова пауза меѓу четвртините ние повторно ќе подсетиме дека овој пренос на YouTube каналот на Тетовски спорт го следите благодарение на нашите верни пријатели поддржувачи, најдобрите во градот, пица и кек сервис Јани FM, на вкусната пица и пастрамајлија. Може да си порачате домашно сготвено јадење во пица и кек сервис Јани FM секој работен ден. Може да си порачате и благи по избор, а сето тоа го порачувате на добро познатиот телефонски број 075-909-000. И секако Music Bar Vibe. Младите знаат зошто дека најдобрата забава во нашиот град во текот на викендот е токму во Music Bar Vibe. Music Bar Vibe кој што премина во Vibe Production. Многу успешно организирани настани до сега. Настанот кој што следува, кој што е актуелен, е на 9 март во Македонската опера и балет гостува Иван Босилчич. Секако тоа е еден вид подарок за припадничките на понежниот пол. Екипата на Тетекс ќе го има првиот напад во четвртата четвртина. Слави Шенес. Во зона екипата на Макака Куманово за прв пат на овој надпревар. Семафорот, повторно проблеми со семафорот. Решени се проблемите со семафорот. Јаневски. 5 секунди за овој напад. Ѓорчевски. 3 секунди. Ја губи оваа топка. На спротивната страна лесно полажува Јовановиќ. 59-72 со 8-миот поен на Јовановиќ. Ја извлека оваа топка домаќините. Јаневски. Славиш. Уште една изгубена топка. Сега Маријан Јаневски ја истарча оваа контра. За момент помислив дека домашниот тренер побарал тайм-аут, сепак побарал измена. Мало недоразбирање на домашниот тренер со записничката маса. 59-74, комотни 15 поени разлика во овој втор дел. Сакаме да признаеме или не, работите си доаѓаат некако на свое место. Штета за оваа игра што имаше екипата на Тетекс во првото полувреме. Навистина пружија достоен отпор. Теофиловски. Ценовски. Шуменковски.
Janevski, Šumenkovski. Cenovski za 3. Pogodува Михаил Ценовски. 62-76. Потешко се снаоѓаат домашните кошаркари во оваа подвижна зона на гостите. Некоја комбинација на зона човек играат. Неуспешен Димитриевски. Во контранапад Теофиловски, сега Јаневски. Шуменковски сам, Ценовски сега. Теофиловски, Шуменковски. Славиша Јаневски. За 3. Висока парабела, но непрецизен. Измени во двата тима. Нов напад за екипата на Куманово. Штеров е подобрачот таму. Прима топка на врвот на линијата за 3. Димитриевски. Флоуте на Димитриевски, излегува топката. Николовски. Николовски до крај. Промашува. Фаулиран од страна на Стојановски. Ќе бидат тоа две слободни фрлања за Николовски. Штета што на овој натпревар недостасува Крстевапски, подобрачите на КК Тетекс и Штериов и Јаневски не би имале толку лесна задача. Исклучително силно момче Крстевапски. Повторно двојна техничка грешка. Сигурно Теофиловски и Стојановски беа во некаков дуел. Овие технички грешки се поништуваат, единствено што ќе има чар од ова е касата на Македонската кошаркарска федерација. Надпреварот продолжува. Димитриевски со топка. Штериов. Јовановиќ, Стојановски, Димитриевски, Штериов. Сега Стошич, не. Стојановски долу. Ја извади топката, се заборави подобрачот, но на овој надпревар правилото на 3 секунди не се пременува очигледно. Единеести поен на Штериов, ми се чини беше тоа. Сега Јаневски за 3. Не ги служи шутот како во првиот дел домашните кошаркари, затоа и оваа предност од 64-78 на 6 минути и 15 на секунди до крајот на надпреварот. Стојановски. На крајот ја користи својата сила. Стојановски први негови поени. Леворакиот кошаркар на МКК Куманово. Теофиловски. Јаневски. Уште еднаш за 3. Повторно промашува Јаневски. Стошич прифаќа. До Димитриевски. Овој до Стојановски. Останува во напад екипата на МКК Куманово. Последен со топката играше Шуменковски. Измени кај гостите. Постојано ротира гостинскиот тренер, сега не го немам запишано неговото име и презиме, ќе ми простите. Димитриевски. За 3 Стојановски. Неуспешен. Крстевски. Теофиловски.
Зафировски му прави блок. Николовски. Зафировски. Стојановски. Теофиловски се извинува. Димитриевски сега на спротивната страна додава до Стојановски, овој смирува. Димитриевски вади до Стошич. Стошич за 3. Се слушна само мрежичката во салата 8 септември во Тетово. 10 поен на Стошич. Не го приметувавме толку на овој надпревар, но на нижа 10 поени. 2 тројки. Зафировски, Теофиловски. Стошич краде топка. Ова е фаул во напад. Очигледен фаул во напад, така е. Со десната рака неправилно се ослободи од противничкиот кошаркар. Тайм-аут за домашниот тренер Никола Ристовски. А ние на овој тайм-аут да кажеме дека уште еднаш спонзори на овој пренос се нашите верни пријатели поддржувачи најдобрите во градот. Пица и кейк сервис Јани ФМ, најдобрата пица и пастрамајлија ја нарачувате на добро познатиот телефонски број 075 909 000 и секако Music Bar Vibe. Најдоброто место за уживање во нашиот град. Младите знаат зошто најдобрата забава е токму во Music Bar Vibe. Во вториот дел гостите од Куманово ги изедоа работите во своји раце, како што се вели. Третата четвртина ја добива убедливо 23-13, а само во последниот период во оваа четврта четвртина 13 спрема 5 за кумановчани. Затоа и ова убедлива предност од 83-64 на 4,5 минути до крајот на надпреварот. Не можеме ништо да им замериме на домашните кошаркари, пружија навистина силен и достоен отпор на овој надпревар. Игра скоро 3/4 во егал. Но што е тука? Борбата за опстанок на екипата на Тетекс ќе продолжи понатаму, следуваат дуели во кои што може да се наредигруваат со своите противници. Тројка на Шименковски, 67-83, 19 поен на Шименковски. Го презема водството од стрелците кај домашниот тим, Штериов. Повторно на акција од првото полувреме. Неколку пати Јаневски така се отвори во рекетот, сега Штериов. Шименковски. Карстевски. Карстевски до крајот. Во стилот на Никола Јокич беше овој напад. Со многу ролинзи, вртења. На крајот го промаши обручот, истече времето за напад и затоа нов напад има екипата на Куманово. 3,5 минути до крајот на надпреварот. Димитриевски предводи нов напад. Стојановски за 3. Неуспешен. На крајот топката завршува во рацете на Стошич. Повторно Стојановски. Не го гледат времето, ше 2 секунди. Истече времето. Па не знам зошто судиите не приметија дека истече времето. А делегатот на надпреварот како да видел и покажува дека поените важат. Проблемот во салата е тоа што кога се појавуваат 0 секунди на овие помошни семафори што означуваат напад,
немаме сирена веднаш и тоа е проблем. А може да ја вратите снимката, да видите дека сум во право и дека неправилно беше досудена, односно признаена тројката, но како и да е, не е тоа што ќе го одлучи овој надпревар. (90-67), 23 поени предност за екипата на Куманово. Василевски. Шуменковски. Шуменковски. Николовски сега. Николовски пробива за два. Неуспешен Николовски, стекуваше нападот. Убава асистенција на Стошич. Убаво проигрување таму сега на нововлезениот играч со број 12 Серафимовски до играч со број 2, 7 поен на Стојановски. Василевски. Николовски за 3. Тројка на Николовски. 9 поен на Николовски, прва негова тројка. 70-92. 2 минути до крајот на надпреварот. Повторно истата акција. Стојановски сега Штериов, вади надвор, се заборава во рекетот како што гледате. Тројка на Серафимовски, први негови поени. Василевски сега. Убав кросовер дриблинг, вади до Крстевски. Во бунар, Василевски непрецизен од непосредна близина. Убава фудбалски речено дупли пас беше ова помеѓу Серафимовски и Стошич на средината на теренот. Сега леворакиот Стошич за 3. На крајот топката кај Василевски, од еден до другиот крај, фаулиран, ќе видат тоа две слободни фрлања, фаулиран беше од Серафимовски. (70-95). Василевски успешен само во првото слободно фрлање. Четврти негов поен. Стојановски, Василевски, Стојановски, Кралевски, Стојановски до Стошич, пробива Стошич, за лесни 2, 71-97 и само сме сега во исчекување на конечниот резултат на овој надпревар. 25 секунди до крајот на надпреварот. Шуменковски е со топка. Ше 10 секунди, Шуменковски од огромна далечина промашува. И тоа ќе биде крај на надпреварот. КК Тетекс, МКК Куманово, се извинувам, 71-97. Кај домачините да забележиме Теофиловски постигнува 18 поени, Ценовски 10, Шуменковски 19, она што е вредно за одбележување. Кај гостите Јаневски со 33 поени, Штерев 13, Стошич со 12 поени. Последната четвртина ја добиваат гостите 27-12 убедливо, за конечни уште еднаш 71-97. Овој надпревар на YouTube каналот на Тетовски спорт го следевте благодарение на Пица и Кейк сервис Јани FM и Music Bar Vibe. Следна дружба ви закажуваме точно за 2 недели, кога повторно екипата на КК Тетекс ќе биде домашчин на во салата 8 септември во Тетово. До тогаш спортски поздрав и пријатно. Моето име е Чеде Јанчевски, до следната средба.